Ова е емисија во која што ги презентираме и културата, и традицијата, ама и врвните наши таленти, и спортисти, и уметници. И сега имаме една млада дама, нашата следна гостинка, за која што навистина треба уште еднаш да изаплаудирате, која што е повторно доказ дека можеме да успееме и во светот и да бидеме меѓу најдобрите. Марија Роглева не доаѓа од нашето Богданци, од југот на државата, и она што е многу битно. Освен една голема награда, големо признание на надпреварот за моден дизајн на светскиот бренд Пиер Карден. Добар ден и добре ни дојдете. Добре ве најдов. Мило ми е што ме поканивте. Навистина ни е чест што ја прифати нашата покана и што си дел од денешното издание на емисијата Качамак. Јас за почеток би почнала со прашањето како се роди љубовта за модниот дизајн и дали од најмала возраст се занимаваш со ова? Да, па јас од секоја сум сакала да бидам уметник, но проблемот кај мене беше тоа што не бев одлучна во која насока во уметноста да творам. Најпрво се започнав во цртање, скицирање наједноставни работи како предмети, вазни, чаши. Потоа започнав со скицирање на портрети, ликови. Потоа ми се вроди желба да започнам и со вежбање, со скицирање на облека, модни додатоци, и така се пронајдов себе си. Тогаш беше кога имав 13-14 години, уште од рана возраст, и кога бев нормално 9-то оделение и сите треба да одлучиме што да продолжиме со средното образование, каде да се запишеме. И тука започна мојата најголема дилема, да кажеме, каде да се запишам средно. Во меѓувреме јас сватив дека 100% сум сигурна дека сакам да продолжам со моето образование во средно уметничко училиште, во тоа Лазар Ильченовски, и се запишав на смерот моден дизајн, како што и јас самата сакав и очекував. И се тргна од таму. И ова е еден многу убав доказ и верувам дека ќе бидеш и пример за многу помлади од тебе, да не кажеме нели многу млади, затоа што ти си многу млада, за многу помлади како да го бират својот пат и да го следат своето срце, своите желби, затоа што многу често не е битно кој од каде доаѓа и како е, дали некој се случува нели како мала средина, па нема да можеме да успееме. А Марија од Богданци се запиша средно уметничко и на крај стаса до еден од најголемите светски брендови. Како се случи идејата да се пријавиш на конкурсот, да отидеш и на крај да бидеш во трите најдобри? Да, па тој ми беше онака најинтересниот и најмакотрпниот дел од целиот процес, каде што мојот конкурсот од Пиер Карден објавен, ми беше испратен од страна на мојата професорка Гордана Вренцовска. Исто така таа ми беше и ментор да конкурирам и да го сработам мојот проект. Така што ми беше многу, да кажеме, напорно и изненадувачки, напорно во позитивна смисла, да јас да научам од тоа искуство многу различни повеќе техники, начини на работа, да се соочам со огромна конкуренција која што досега ја немам, еве да кажеме, согледано на нашата територија. Станува збор за конкуренција што доаѓа од Лондон, од Мадрид, од Токио, од Јапонија, и сите тие сте стварно многу талентирани и супер конкурентни за еве јас да напредувам. Ама тоа не значи дека се подобри од нас. Па не мора да значи, еве пример, јас сум од Богданци, па еве да кажеме, за мене е огромен успех што стигнав да одам и во Париз за модна работилница создадена од нели од Пиер Карден. Тоа ми беше навистина голема мотивација и едноставно и моите сограѓања од Богданци се гордеат со мојот успех. Јас верувам дека цела Македонија се гордее со успехот. Што е многу убаво, видите како убаво признанието, па некако символично со нашите национални бои, односно во црвена боја. Се одговара. Ме интересира како беше работилницата, како работевте. Верувам дека и со конкуренцијата сте соработувале, бидејќи како велат, нема ништо подобро да се купува знаењето од сегда. Работилницата се одвиваше во сосема позитивна атмосфера, со тоа што започна со давање на одредена задача за цртање. Тоа беа модни додатоци инспирирани од модната куќа. Исто така модна илустрација инспирирана од модната куќа Пиер Карден. За сето тоа ни беа дадени 2 часа. Тоа беше буквално надпревар во таленти, каде што навистина посветив многу внимание и труд да во тие 2 часа да дадам се од себе, да бидам изберена во топ 13 за Владина. И самиот процес на изработка беше еве однака предизвикувачки, да
на начин кој што сите работевме со исти алатки, со исти техники, но сепак сите го изразувавме својот стил на цртање во, еве да кажеме, различна сфера, да. Како ја црпеше инспирацијата и кои беа оние модни додатоци? Гледаме и некои фотографии, што беше тоа што ти го работеше, па некако те одвои од другите за да стасаш на крај на самиот врв? Да, мојата инспирација за, еве да кажеме, моите цртежи и слики беше естетиката на Пиер Карден, кои форми и бои ги употребуваат, повеќе тие ги употребуваат примарните бои, геометријските форми, со кои што сакав да доловам една едноставна естетика, каде што би можела секоја жена да се пронајде и да се осеќа удобно во облеката, што би можела да се произведе. Кога сме кај светските дизајнери, кој е оној кој што најмногу му се восхитуваш и си велиш, еден ден така сакам да станам? Па, еве вака од светските дизајнери, сите се, еве, од секој имам дел каде што ме восхитува и ме мотивира, кај некој ревија, кај друг детска колекција, кај трет женска колекција, но еве онака повеќе сум мотивирана од Коко Шанел како една млада жена, дама која што направила вистински реформи во модната индустрија и која што и јас се инспирирам како еве јас млада жена. И жена во модната индустрија. Да. Токму така. И сега мене ме интересира, јас пак ќе се вратам назад на преварот. Што понатам? Дали тоа значи дека ти се отвараат некои поголеми врати во модната индустрија? Како ќе се одвиваат нештата? Да, овие настани што се случија во последниот период, мене ми дадоа преголема мотивација за јас да започнам и да се нафатам на други исто така добри интернационални проекти и на европско ниво. Секако планирам и повторно да се пријавам на конкурсот за Пиер Карден еве следната година што доаѓа. И би сакала, нормално, мојата најголема желба е јас еден ден да имам свој моден бренд, кој што исто така, еве да кажем, бил на интернационално ниво добар, познат. Имаш некоја визија како би било, предпоставам веќе размислуваш и како ќе биде името, каков ќе биде дизајнот на логото и сето тоа, си размислувала на тоа? Да, секако дека сум размислувала и еве на факултет имаме работено како дизајн на лого, бренд идентитет. Како што знаете, моето презиме е Роглева, потекнувам од Богданци и мојот моден бренд сакам да го носи моето презиме, со тоа што на многу еве светски модни брендови, дали е Versace, дали е Dolce & Gabbana, било кој моден бренд, сите се тие име или презиме на еве на дизајнерот кој што го основал тој моден бренд. Јас би сакала што поскоро да те видиме на Paris Fashion Week со своја колекција, да речеме, и да ги освоиш светските сцени, бидејќи зрачиш со иновативност, автентичност и верувам дека ја имаме во студио новата и уште подобрата Коко Шанел. Тоа секако, а јас верувам дека сите овие награди, признанија и сето тоа што се случува надвор од нашите граници можеби ќе биде можност за да започнеш работа или соработка во некоја од големите модни куќи, па за да може уште поголемо искуство да стекнеш пред да дојде тој твој бренд кој што ќе го очекувам и верувам дека ќе се случи. Да. Не еден ден, туку многу наскоро. Да, исто така и јас се надевам. Нормално пред се сакала да се стекнам со работно искуство, финанси, повеќе знаење за потоа да го основам мојот моден бренд. И сега, бидејќи во нашата емисија, мислам дека е, барем за многу наши гости, било инспиративно и дел од нашата сценографија, ама и дел од македонскиот фолклор и носиите. Колку сето тоа тебе ти е инспиративно и дали некојаш размислуваш дел од елементите, од тоа што е дел од нашата традиција и историја, кога станува збор за костимот, за носијата, да го преточиш во една модерна форма? Секако, еве, нашата историја на Македонија, исто така и нашата народна носија, нашиот фолклор, се наша инспирација за да создаваме нови модни парчиња за во иднина. Не треба само да се инспирираме од историјата, пример на Франција или Италија или Шпанија. Сепак, ние како македонци, како македонски моден дизајнер, моите идни проекти би ги насочила од инспирација од македонски фолклор. Како елементи, модни шари,
геометриски форми кои што би ги преобразила во нешто, еве така да кажеме, елегантно. А доволно инспиративен и верувам дека Да, секако, идеи да. не недостасуваат во тој дел. Секако дека е доволно инспиративен и може да се извлечат многу добри, еве да кажеме, модни колекции кои што би можеле ете така добро да се продават, особено на нашата територија и пошироко. Ќе бидеш една од првите кои што ќе го носи нејзиниот бренд, да, нели? апсолутно би била Јас само една од сакам да првите и праша- со нетрпение го чекам да го видам, биќе она што го видов, што успеав да го видам на сликите, е навистина, како што каже, елегантно, а впечатливо. Колку е висока Марија? Јас колку Да. сум висока? 1,78 м. Случајно да не се занимаваш и со манекенство? Да, и модел сум исто така. Во модната агенција Подиум имам учествувано како модел на Моден викенд Скопје и други реви фотосесии за Рамстормол и Тоа сакам да го прашам и мислам дека можеби ќе бидеш и најдоброто заштитно лице за На сопствениот собствениот бренд. бренд. Па да, но тоа ми е сепак во план. Да, еве вака мојата модна колекција, моето модно парче, јас го чувствувам како да го цртам и јас чувствувам како најдобро може да се презентира и да се изрази на едно дело. Токму затоа сакав да го прашам за да им доближам на гледачите, бидејќи сме на седење, да знаат дека Марија, уште кога ја видовме, знаеме дека е модел, барем така изгледа, а на крај Да, излезе дека да. се занимава со манекенство. Како реагира во Богданци? Како реагираат твоите доми, колку тие се задоволни, колку се горди на тоа што го постигна и како ја примеа Веста кога им рече дека имаш втората нака? Мојата фамилија сепак дојде за Атина и А бевте заедно? Да, бевме заедно додека ја примав наградата. Додека пак моите сограѓања во Богданци исто така беа многу изненадени позитивно и сите ми честитаа. Пример, ние во Богданци имаме маркет и сегаш кога јас сум на смена, кога продавам, сепак мојата прва професија е да кажам продавачка, сепак и во тој бизнис. Да, и секогаш ќе дојде и кажат Марија, ти честитам, ме инспирираш, те прочитав во весник, може ли да ме нацрташ мене, може ли да ми ги нацрташ внуците и така сите едни со други се мотивираме, си помагаме. И ета така и тие се мојата мотивација, пример за воидина да направам уште поголеми успеси. Нема ништо поубаво од кога луѓето што се околу тебе те поддржуваат во тоа што го работиш. Јас верувам дека сега уште ќе биде попосетен семејниот маркет на И Марија, јас само исто така. за да ја видат, се знае кои смени си на работа, за да знаат кога и како да дојдат. Повеќе не ги смена. После тоа ќе доаѓаат и со моделчиња, може ли ова и ова го сакам, многу е убаво. Ги имаш веќе тие ситуации од блиските, од другарите, од твоите блиски да бараат твој Креација. дизајн, модел некој за некои посебни прилики? Да, секако. Повеќето мои пријатели бара блузи од мене, како јас да направам текстилен дизајн, потоа да го испечетам, па тие ете онака да го носат и тој дел ете онака го завршив и баш ми е мило што еве и на моите пријатели им се допаѓаат моите дизајни и тие се чувствуваат удобно додека го носат, горди онака и јас сум среќна со тоа. Прекрасно. И ние сме навистина многу горди, посебно моментот кога ја прочитавме Веста и верувам дека се почесто ќе читаме така. Убави вести за твоите успеси и за многу брзо време ќе се случи да те видиме на некој од светските модни писти, ама во собствен модел и во собствена креација. Се надевам. Еден ден ќе биде. Ќе биде секако. Ти благодарам што денеска одвои време, што дојде во нашата емисија и што ја сподели твојата приказна. Јас верувам дека си мотивација за многу млади девојчиња и мажи да го следат својот сон, бидејќи нели тоа е најважно. Да. Гледаш колку е убава и богата Македонија. Бевме во Охрид, блага ни доаѓа од Прилеп, ги имаме Битолчен, отидовме до југот на Богданци, државата. така е. И навистина е неисцрпна со убавини нашата држава. Марија, благодарам многу уште еднаш и да се гледаме што почесто со вака убави. Ви благодарам и на вас многу.